Почитувани гледачи, секој од нас се сеќава на својата прва учителка или учител. Тоа се луѓето кои не описмениле и не просветлиле со знаење. Денес мојата гостинка е исклучителна личност која се грижи за образованието и воспитанието на децата. Таа е оделенски наставник, сакана од учениците, почитувана од родителите и колегите. Покрај обврските во училиштето е општествено активна и надвор од него. Добитник е на награда за филантропија, човеколюбие на дело. Срдечно добре дојде во Печат за оделенскиот наставник Валентина Кузмановска од Основното училиште Свети Климент Охридски. Добро вечер и благодарам на поканата во вашата емисија. Кузмановска, се сеќавате ли вие на вашата прва учителка или учител? Да, секако. Јас имав прв учител. Мој прв учител беше Славко Ѓорговски. За жал, не успеа да не доводи сите 4 години од прво до четврто оделение, па имав можност да ги променувам учителките, но сепак првиот учител останува секогаш во сеќавање. Колку денес е тешко и одговорно да се биде оделенски наставник, да се работи со деца? Па сметам дека оваа професија, оделенски наставник, е мощна одговорна професија. Пред се одговорен прво пред себе, одговорен кон дечињата, одговорен кон родителите и кон сите други институции кои што те следат на некој начин, она што го работиш, го вреднуваат сите овие години. Сепак, мощна е одговорна професија. Денес сте покрај тоа што, да речеме, во однос на воспитанието и образованието на децата сте оптоварени со додатни административни, да кажам, обврски кои што претходно не биле задолжителни за наставниците. Јасно, ако досега сме воделе дневник во пишана форма, педагошка евиденција и документација, сега се оди кон тоа да ни се олесни работата во ново дадената ситуација, водењето двојно и на електронски дневник и на дневник во пишана форма, малку ни ја отежнува работата, но се надеваме дека во догледно време ќе останеме само на електронското водење и евидентирање на се она што е потребно. Се со цел подобрување на комуникацијата со родителите, со домот и училиштето. Што е потребно да поседува една личност да биде наставник? Може ли секој да биде учител, учителка? Може секој да биде учител, учителка. Ама за успешни зборуваме така. Но сепак на прво место би ставила љубов кон децата. Она е пресудното кое што ќе те води да ја одбериш таа професија, да го завршиш соодветното образование за да го работиш истото. Љубов кон професијата би ја ставила на второ место. Еден успешен наставник треба да биде многу флексибилен, отворен за соработка, отворен за промени, да ги прифати промените што ги налага самото време, мощно креативен, пожртвуван, несебичен. Тоа се само дел од особините кои треба да ги поседува еден успешен наставник и да можеш да навлезеш во на мало детско срце, да го разбереш во детскиот свет, да го разбереш и кога му е тешко и кога му е лесно, затоа што тој во тебе гледа една личност на која што може да му се довери, бара сигурност и сака да ги сподели со вас и добрите и лошите моменти. Затоа, значи, сепак треба да се умее да се сочувствува, да го доживуваш она што го доживуваат и самите деца. Дали сте строга и колку сте попустлива во однос на задачите, на онаку што барате од учениците, да совладаат, да напишат, да научат? Колку тој баланс меѓу строгоста и попустливоста е потребна кај еден
наставник? Значи, престрогите наставници не се многу сакани од страна на децата, може би не и премногу попустливите, затоа што првиот впечаток што се остава кај дечињата и тоа се пренесува од генерации на генерации, таа учителка е добра, таа учителка е строга, а лоша. Кога би требало да зборувам за себе, сум некаде на средина. Кога се бара работна атмосфера, кога се станува збор за знаење, за совладување, значи тогаш навистина барам и сакам да го извлечам максимумот од дечињата, а знам да бидам и доста и попустлива во одредени ситуации. И интересно, дечињата толку брзо те научуваат каков си и колку и да сакаш да изигруваш некогаш строгост. Не успева. Не успева. Децата се чудни мали суштества, така да ги кажеме, значи, знаат да бидат еден лакмус и на атмосферата и во училиштето, и во домот, и во однос на другарчињата. Како се прилагодувате кон нив? Кој е вашиот пристап? Па секогаш имам разбирање. Умеам да ги сослушам, да им дадам совет во дадена конкретна ситуација. Гледаме секогаш проблемите да ги надминеме со разговор, со посочување на позитивни примери од секојдневието, од обкружувањето. Секогаш наоѓаме, некогаш и ќе ги искараме со најдобра намера, но сепак реков со примерот на наставникот, децата најдобро се воспитуваат. Колку денешните деца се љубопитни, отворени во пристапот, во односот кон учителот? Дали ве доживуваат како авторитет? Јас мислам дека дечињата се многу слободни, значи повторно зборувам за мене, можат во секој момент да ми се доближат, да ме прашаат, да побараат совет, значи се преслободни, се љубопитни, ме доживуваат како авторитет, ме почитуваат пред се, но сепак ја чувствуваат онаа љубов и топлина и сакаат навистина со мене да ги споделат се она што го доживеале претходниот ден или додека доаѓале на патот до училиште. Јас многу често ќе се посмеам со родителите, внимавајте што зборувате и што правите, затоа што се знам што се случува, затоа што навистина ме чувствуваат многу блиска за било што, да ми се обратат, да побараат совет, она што го реков и без никакво ограничување да се доближат до мене и да ми се обратат. Вие сте долгогодишен наставник, значи работите, сте извеле бројни генерации, ученици. Каква е разликата од генерација до генерација? Има ли таква воопшто разлика? Па веќе 24 полни години сум во образование. Може да се забележи разлика. Денешните деца се така попргави, потемпераментни. Може би самото време во кое што живеат и сето она што се случува во обкружувањето, во онаа трка на родителите за екзистенција, за обезбедување подобри услови за живот и да им се обезбеди она што им е неопходно на дечињата, некоја сигурност, безбедност. Оној недостиг на време, на посветеност на родителите и неможност целосно да им се посветат на своите деца си го прави своето. Навистина чувствувам така потемпераментни деца, каде што родителот ќе дојде и ќе побара совет од мене како да постапи во одредена ситуација, совет во поглед како да пристапи да го воспитува своето дете, дали некаде прави грешка во однос на истото. Значи, сепак се чувствува од генерација во генерација
поголема раздвиженост, дали самата поставеност на наставникот кон дечињата си го прави и своето, те чувствуваат како другар, а не она што беше поим, да речам, наставникот, да се плашат од него, да избегнуваат, да не се сретнат, да го поздрават, а сега веќе се чувствуваат многу близок и нема никаков проблем да ти придат во секое време. Колку ви е вам тешко да се прилагодувате кон, да кажем, генерација на генерација? Има ли, не знам, може би Нормално. не ви е тешко, но дали има прилагодување? Со оглед на тоа дека ги водам дечињата од прво до петто оделение, секој почеток е нормално тежок, додека се навикнеме, се научиме едни на други, значи ни треба период на адаптација, па потоа си ги израстил до петто оделение, веќе си ги насочил, веќе почнале да се изградуваат како личности, си ги довел до некој степен и сега одеднаш ги предаваш во предметна настава и се спушташ повторно на најмалите. Гледате дека и старосната граница е помештена, така, со помала возраст доаѓаат во училиште. Некои дечиња имаат претходно искуство, поаѓајќи во градинка, некои прв пат се сретнуваат со лице со кое што треба да соработуваат, во случајов оделенскиот наставник. Прв пат се во училишни клупи, тука малку не оѓаме и на потешкоти, додека ги прифатат правилата на однесување во училиштето, затоа што нема само одговорност, туку одредени правила, норми кои сепак ги наложува еден училишен живот. Што ви е најтешко на почетокот во една школска година со, да речеме, оние во почетна група што се... А може би и она што е карактеристично е што се намалува и бројот на деца во паралелките. Колку е тоа олеснително од една страна, а од друга страна и тешко за наставниците? Јас мислам сепак помал број на деца во паралелка е предност. Не го гледам тоа како некоја аномалија, туку напротив олеснително, затоа што новите наставни планови и програми кои што бараат индивидуален пристап кон секое дете, со оглед на тоа дека секое дете различно се развива, ни ја олеснува работата, затоа што во време трајање од 40 минути, колку што е еден школски час, има не премногу, но доволно време да имам целосен увид на секое дете, да можам да му придам, да погледнам што сработило на самиот час, да му кажам доколку направило одредена грешка. Значи, сепак бројката околу 20 деца, мислам дека е идеална бројка за работа. Дали на почетокот се среќававте, може би, со поголем број на ученици во едно оделение? Па, моите почетоци беа во рурална средина, каде што имав и комбинирана настава, значи тогаш тамо условите се уште потешки за работа, а сепак имаш некоја бројка од 24 деца, ако добро се сеќавам првите почетоци. Многу полесна е работата во чиста паралелка, каде се работи во едно оделение и реков, значи секоја, во зависност од тоа каде работиш и со која структура на деца работиш, од тоа зависи и какви ќе бидат и резултатите и потешкотиите со кои се соочува еден наставник, но кога ќе се постигне резултат со дечиња, каде што немаат никаков родителски надзор и контрола, тога задоволството е многу поголемо за еден наставник, затоа што навистина се постигнале резултати, се описменале, ги совладеле основните математички операции и почнуваат да совладуваат и други содржини кои што се планирани со наставнината програма. Кузмановска, колку соработувате ево со родителите? Пред малку говоревте и во однос на немањето на време на родителите, од различни дали од екзистенцијални или од презафатеност со работа.
Мислите ли дека родителите се премногу заштитнички денес настроени кон своите деца во однос, да кажеме, на нашите генерации, во однос на нашите родители? Да, кога би се вратила, значи, кога јас бев дете, не дека немавме грижа и надзор од нашите родители, сме биле под постојана контрола, но сепак некако посамостојно сме си го пробивале патот до она што сме денес. Денес родителите вистина се позаштитнички, поставени во однос на своите деца, но гледате дека и промените тоа го наложуваат. Да кажеме дека во прво деление родителот има обврска да го донесе своето дете во училиште и да го по завршување на часовите да го земе, што таква обврска немаја нашите родители. Доволно беше да не донесат првиот училишен ден, да го научиме патот од домот до училиштето и тоа беше се и кога имаше потреба од родителски средби. А сега, реков, и самите промени наложуваат родителот што повеќе да биде околу своето дете, да поводи грижа за безбедноста, неговото доаѓање од домот до училиште и назад. Инаку што се однесува за соработката со родителите, можам да се пофалам дека ми е на завидно ниво сите овие години. Показател е тоа што да се сретнам и со родители од претходни генерации кои што излегле од моите паралелки со почит, со респект, ќе застанат, ќе ме поздрават, ќе прашат како сум. А сега во дадениот момент, значи, огромна благодарност до родителите кои што сега ги имам во паралелката која што ја учам, ја поддржуваат секоја моја иницијатива, значи се рамноправен партнер во училиштето. Достапна сум 24 часа за било каков проблем. Во секој момент може да ме побараат, да побараат и совет и да ме прашаат и реков имам одлична соработка. Се во интерес на нивните деца. Кузмановска, овде ќе направиме пауза, ќе им препуштиме место на рекламите, ќе се навратиме на прашањето каде грешат најчесто возрастите во воспитувањето на децата. Кузмановска, ево, каде најчесто грешат возрастните при воспитувањето на децата и во семејството и во училиштето? Па многу често се го поставуваат и самите родители тоа прашање каде грешам. Значи, најтешката работа на еден родител, еден наставник е токму да се насочи тоа дете по правилен пат. Да не навлезе во некои девијантни однесувања, да не е навлечено од средината, од обкружувањето. Но од друга страна, не треба да го изолираме во едно стаклено ѕвоно, че треба да изградиме личности кои што сами ќе умеат да си одредат што е добро за нив, што е лошо, сами да си го трасираат патот. Многу често се случува да дојде родителот да побара помош од наставникот, што треба да направи дома. Затоа што кај одредени деца различно делува казната, да ја земам на прво место, кај некој дете позитивно, ако се казни за некоја направена грешка или обратно. Преголемата попустливост и она што им е дозволено на децата да прават буквално се што ќе посакаат, им е возможно, и тука прават преголема грешка. Сепак, уште од најмали нозе, треба да им се стави до знаење и на детето до каде може и што се му е дозволено, што не му е дозволено. Затоа што, реков, детето те учи од прв момент и те злоупотребува ако навистина види дека си премногу попустлив во одредени ситуации, дека може да си ги постигне она што си го зацртал секоја своја цел.
Во однос на училиште, значи програмите ни се малку преоптоварени, со премногу содржини, со премногу наставни предмети. Тука се во училиште се случува и по 6 наставни часа, околу 13 часот да бидат во училиште. Зборувам затоа што одиме само во прва смена во нашето училиште. И секој момент го користиме да ја запазиме таа воспитна компонента. Значи, секоја настаната ситуација, каде што настанала конфликтна ситуација, да ја разрешиме по мирен пат, не со насилство. Значи, премногу се зборува на таа тема и сега останува индивидуално кое дете како ќе ја прифати сугестијата, укажувањето од страна на наставникот. Сепак реков, во трка да реализираме одредени содржини, колку и да сакаме да го извлечеме на поучното, воспитната компонента, некако како да ни недостига време, затоа што сепак одговараме, подложни сме на проверувања, на екстерни оценувања, каде што сепак тука не е воспитната компонента, тука се во прашање колку е совладано нештото, степенот на совладани знаења, а воспитната компонента тука нормално не може да се оценува и проверува. Реков, секој момент, јас како наставник, дали од еден поучен текст, една порака, од се поврзувам со секојдневни ситуации, се само да се насочат во правилна насока. Каков е вашиот став кон користење на живееме во време на компјутери, во време на динамика, на користење на мобилни телефони. Каков е вашиот став кон тоа што децата имаат се повеќе со себе мобилни телефони и користат социјални мрежи? Токму сега по наставниот предмет македонски јазик зборуваме за медиуми, зборуваме за комуникација помеѓу луѓето, зборуваме за интернет, поврзаноста, користењето на мобилната телефонија. Добар дел на дечиња ги носат мобилните телефони и во училиште. Разговараме и со родителите дека нема потреба од мобилен телефон, дека јас сум достапна секое време. Се што ги интересира во врска со нивните деца, можат слободно да ме побараат во време на пауза, кога е измеѓу часови, да прашаат доколку се работи за здравствени причини, или јас самата како наставник, доколку видам дека има одреден проблем, одредено детенце, значи јас сум таа што не го оставам, туку ќе се јавам, ќе стапам во контакт, значи нема потреба, мислам, од носење на мобилни телефони. Родителот, чувствувам дека има потреба да го слушни додека е на училиште, колку и да води наставникот грижа за нивните деца, има потреба да го слушне, да слушне како е, дали нешто му има потреба, а дечињата тоа и го злоупотребуваат. Било што да заборават, веднаш ќе најдат начин, дали за голем одмор, ќе се јават, ќе стапат во контакт со родителите, па ќе мора родителот да дојде да им ја донесе или тетратката која што ја заборавиле, или приборот по ликовно образование, или опремата по физичко и здравствено образование. Значи, некако тука малку манипулираат дечињата со своите родители, наместо да се остават, подобро е да го заборават нештото денес, да се учат на одговорност, отколку да им се притрчува, да им се приоѓа во пресред секогаш кога те имаат потреба. Значи, тука малку негативно се делува, а свесни се, разговараме на таа тема, многу често ги потикнувам и сакам да дознам колку време остануваат пред интернет, што најчесто прават на интернет, со какви се игри се занимаваат. Значи, има дечиња кои што на вистина, значи, за своји потреби само го користат интернетот, но добар дел остануваат и со часови,
што сепак сметам дека родителот треба малку да поводи сметка, а интересна работа, свесни се за колку може да бидат навлечени и злоупотребени од страна на други лица со користење на самиот интернет. Кажавте дека сте долго време, 25 години сте во воспитно-образованиот процес. Значи имате доста генерации кои што сте ги на некој начин извели на пат. Па ево, има ли некој од учениците со кој што можеби посебно се гордеете, кој што постигнал забележителен успех? Ми поставивте многу тешко прашање, затоа што навистина не можам да издвојам како поединци, но можам да ја издвојам мојата прва генерација во Свети Климент Охридски и тоа се многу успешни луѓе кои што добар дел се тука во нашата држава, но добар дел од контактите со нивните родители и нивните соученици дознавам дека се низ европските земји, се на мошневидни позиции, успешни, веќе сега и фамилиарни, сигурно, луѓе, да, кои што створиле семејство, здрави личности, да, корисни за општеството таму каде што живеат и целосно, значи, придонесуваат за она што се вложиле и што завршиле соодветно образование. Навистина не можам да издвојам личности, но пак би ја издвоила првата генерација, каде што слушам дека се навистина успешни луѓе и имаат иницијатива. Се надевам дека во догледно време ќе ја реализираме истата, да за летен распуст ќе дојдат во Македонија, ќе си ги посетат своите родители, роднини, пријатели и сакаат да ме поканат како нивна прва учителка, со она што го почнавме разговорот. Да, и живеам за тој момент, да ги видам, затоа што можам да кажам еве дека 23 години воопшто не ги имам, ни 24 години не ги имам. Откако сум ги испратила како генерација, не знам ни како изгледаат, но добро се сеќавам на нивните имиња и презимиња и на тие мали детски главчиња, додека сум ги учела. Кузмановска, во училиштето иницијатор сте на бројни активности. Ве познавам уште од времето кога бевте активни во мрежата за подобрување на условите во училиштата. Во бројни хуманитарни акции кои што ги организирате во самото ваше училиште. На што ги учите вашите деца, вашите ученици? Тие се ваши деца, без разлика, така што се само ваши ученици, ама сепак на што ги учите? И колку тие доброволно се вклучуваат во она што го работите? Реков, најмногу наставникот воспитува и учи со неговото однесување со својата сопствената личност. Што најмали нозе, само што ќе ги земам во моите раци, ги учам на тие хумани вредности, на се што е хумано, вредно, морално, на прво себе почитување, да се почитуваат себе си. Секогаш ја користам изреката, мора прво себе си да се почитува, за да умеш да го почитуваш и оно што е од другата страна спроти тебе. Значи, гледам максимално да ги вклучам во сите хуманитарни акции, несебично, значи ги поддржуваме сите акции што се организирани од страна на Црвен крст, дали се работи за помош на болно дете, водиме грижа за нашите ученици што се социјално загрозени, прво поаѓам од тука. Значи, редовно, дали е тоа училишен прибор, дали е облека, храна. Тоа им е влезено во крвта, уште од најмали нозе. Гледам да ги воспитувам во тој хуман дух, да помагаат на секој оној на кого што му е потребна помош во одредена ситуација.
нашето училиште, знаете дека имаме и паралелки за деца со посебни образовни потреби. Значи никогаш не ги оставаме, секогаш сме први да им подготвиме изненадување, да ги посетиме, да организираме заеднички работилници и навистина да не постои никаква разлика помеѓу дечињата, тие така ги доживуваат, се секогаш меѓу нив, прифатени, несебично да им се помогне. Значи, гледам да ги вклучам во сите активности. Сум иницијатор и организатор на голем број работилници, на изработка на предмети, на храна, на продажни акции, каде што тие производи ги продаваме, па средствата ќе ги намениме наменски да им се олесни и да им се подобрат условите на оние дечиња на вистина на кои што тоа им е потребно. Волонтер сте во Црвениот крст и сте го водите Brain on Brain програмата за деца, ги учите на вештини децата од 5 до 14 години возраст, така на кои вештини се ги учите кузбановска деца? Значи, она што го кажавте, сум инструктор 8 ниво, а самата програма е 10 нивоа. Сме заедно со Центарот Скопје со највисоко, веќе сега 4 години кај што работиме, највисоко ниво. Дечиња опфатени, дури и сега границата ни е намалена и со 4 годишна возраст до 14 годишна возраст. Тоа е центар за развој на животни вештини, кои што нема да им користат само додека ја пратат, ја следат програмата, туку со тие вештини ќе се служат и ќе се користат цел свој живот. Ги поттикнувам, значи со самата програма креативноста, креативниот дух, на мощно високо ниво се подигнува само довербата. Кај учениците меморијата се подобрува, концентрацијата, визуализацијата, фотографската меморија посебно, затоа што преку аритметиката, математиката во основа на самата програма и неуролингвистичкото програмирање се успева да се постигне рамнотежа помеѓу десната и левата хемисфера и навистина еве веќе резултатите се видливи, затоа што веќе 4-та година работиме, имаме веќе 9 групи од различна возраст, така ни се конципирани групите, а показател за нашите резултати е и вториот национален надпревар, на кој што беа присутни околу 400 ученици од сите центри кои што функционираат во Република Македонија. Ние како центар, кој што работи при Црвен крст Охрид, со 28 ученици надпреварувачи се закитивме со 27 награди. И таму се рангирани највисока награда е трофеот, како трофеј, потоа доаѓаат златните и сребрените медали. Имавме 10 трофеи во сите категории. И самиот надпревар покрај онај обавезен дел во кој што се надпреваруваат сите ученици, а се состои во тоа колку задачи ќе успеат да решат за 3 минути, така е осмислен самиот надпревар. Оној втор дел ги остави сите присутни тамо без див, каде што се демо презентации и нашите ученици, 8 од нашиот центар, презентираа сите оние вештини со кои што се имаат стекнато и здобиено во нашиот центар, а посебно воодушевува мултитаскингот. Тоа е кога во исто време изведуваат повеќе активности, пеат и пресметуваат суми. Навистина присутните, гледајќи ги дечиња од второ, трето деление, па прво, кај што сето тоа умеат да го направат, кога еден возрастен човек не би можел. Пресметуваат суми веќе напамет без користење на алатката абакус, која што не е во основа на самата програма, без таа ментална картичка,
Значи, резултатите се мощни, високи и задоволувачки. На крајот минатата година добивте награда за филантропија од локалната агенција за развој од Струга. Какво е чувството и одговорноста да се биде добитник на една ваква награда? Цело време работам несебично и навистина никогаш не верував дека ќе добијам ваква награда, дека постои таква агенција која што токму како предмет на своје проучување ќе ги има да ги лоцира филантропите во Охридско-Струшкиот регион. Добро се сеќавам, беше летен период кога ми приде едно од лицата ангажирано во самиот проект, кој што ми приде и кажа дека посочено од други лица дека ќе бидам добитник на таа награда, нормално претходно обавено интервју со мене за сите мои досегашни активности и вклучувања, бев почестена. Искрено да ви кажам, ми дојде како круна на сето она што го работам и несебично се вложувам. Навистина, можеби не толку во материјален карактер, значи го давам моето слободно време за доброто на другите. Сум воедно и крводарител, значи колку што можам, помагам несебично, навистина на секој на кого што му е потребна помош. А посебно бев почестена со тоа што се најдов во каталогот каде што покрај 42, но не поединци, туку и организации, институции кои се занимаваат со такви хуманитарни активности. Така, обика само се извинувам, ке го, ево може да го презентираме и каталогот. Да, се најдов во делот на поединци, филантропи, човеколюбие на дело. Реков ми е посебно драго признание. Посебно драго, кое што ќе надополни колекцијата на сите останати признанија кои што сум ги добила во овој мој работен професионален век. Јас ви посакувам да ви се множат и понатака во вашата кариера такви признанија. И за на крај, во Кузмановска, што ќе им препорачате на вашите млади колеги? Кои што допрва, ево, може би, почнуваат или ќе почнат со воспитно-образовен процес на децата? Би им препорачала прво да си ја сакаат работата за која што се определиле. Значи, сигурно, прво треба да се сака нештото за да се работи. Потоа им препорачувам да бидат отворени за соработка, да го користат искуството на повозрасните колеги, затоа што се навреќам наназад, колку и да ги знаев одредени работи, сепак го користев искуството на повозрасните. Не се срамев да прашам, ако нешто не знам, да им придам, и ќе бев почестена кога ќе ми дозволеа да составам еден тест, да направам избор на кои задачи ќе влезат или кои прашања ќе бидат составен дел на истиот. Значи, да го користат искуството на повозрасните колеги. Значи, сепак искуството си го прави своето, тоа животното искуство е најбитното, ми се чини, колку и да завршиш и да имаш одредена диплома, сепак животното искуство е она од кое што треба да се учи. Кузмановска, ви благодарам за гостувањето, ви посакувам и понатака се најубаво во животот и во кариерата секако. Уште еднаш јас ви благодарам и сум почестена што денес бев ваш гостин во вашата емисија. Драго ми е. Почитувани, благодарам за вашето внимание со кое што не следевте. Нова средба ви закажувам за 7 дена. Довидување.